Еднонеделната посета на Белгија на премиерот и неговото семејство била без политички средби, но тој одржал состаноци со странски инвеститори. Одговори премиерот Христијан Мицкоски на опозицијските обвинувања за наводно водење тајни преговори за европската иднина на Македонија за време на семејното патување. Целта на семејниот одмор во Белгија, како што појасни Мицкоски, била посета на историско-културни места низ земјата. Дел од воспитувањето кој што го имам јас со моите два сина е да еднаш годишно, од прилика викенд, четврток, недела, одиме во некој европски град и таму посетуваме значајни, би рекол, места и разговараме и изучуваме историјата на таа држава. Јас не сум љубител на ние големи одмори со солена вода, со песочни плажи и така натаму, и рековме екскурзијата да ја прошириме и да тоа биде научно-образовна екскурзија во Белгија. Да, бев 3 дена во Брисел и немав политички средби, исто така правевме обиколка во Брисел. Имав 3 средби со инвеститори, кои што во Македонија се во завршна фаза на постигнување договор. Како што велат од опозицијската СДСМ, премиерот во Брисел одел на неофицијални разговори и средби за европскиот пат на државава, без знаење и учество на дипломатијата, туку со семејството. Од СДСМ посочуваат дека доказ оти имало разговори зад затворени врати се неодамнешните изјави на шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски и на евроамбасадорот Михалис Рокас. Што договараше Мицковски под радар на екскурзијата во Брисел? Како е можно шефот на државата да носи со себе сопруга и деца на средби од кои зависи судбината на 2 милиони граѓани? Одговорот е еден и јасен. Мицковски ја третира Македонија како своја приватна сопственост. Граѓаните имаат право да знаат што е договорено, што е прифатено, што е сокриено. Македонија не е приватна фирма на Мицковски, иако тој ја гледа така и нејзината иднина не се договара на семејни екскурзии. Премиерот Мицкоски денеска беше прашан и за коментар на изјавата на српскиот претседател Александар Вучик, кој рече дека српската црква е иста и во Скопје и во други градови низ светот. Мицкоски не сакаше да ја коментира оваа изјава која предизвика и реакција од МПЦ-ОА, бидејќи како што рече, не сака да навлегува во комуникација која што прилега на минатиот век.